Во предлог буџетот на град Скопје за 2017 предвидени се 30 милиони евра за фасади и за опрема и доградба на барокна зграда, а за справувањето со загадувањето на воздухот околу 220.000 евра, од кои најголем дел се за елаборати. Изминативе денови, како и секоја година во овој период во Скопје е регистрирано енормно загадување, а лекарите за нова предупредуваат дека колку подолго трае загадувањето, толку е поголема смртноста кај хроничните болни. Специјалното јавно обвинителство соопштити како побарале случајот Сопот за да одлучат дали е во нивна надлежност, информираат од ова обвинителство. Случајот Сопот е запоставена мина на патот Сушево Сопот, од која на 4 март 2003 загинаа двајца полски војници на НАТО и еден цивил. Од разговорите во бомбите јавноста слушна дека невини граѓани лежеле по 10 години затвор за овој случај. Нова откри кој стои зад фирмите кои откако почна изборната кампања отвораат сајтови со измислени вести. Едната фирма е поврзана со Филип Петровски, директор на архивот, а другата со Емил Јакимовски од Централниот регистар во Скопје, обајцата од ВМРО-ДПМНЕ. Истата стратегија применува и ДУИ преку портали најголем дел регистрирани непосредно пред почетокот на кампањата, а два се поврзани со роднини на високи функционери. Европскиот парламент денеска изгласа резолуција со која побара од земјите членки на Европската унија да ги замрзнат преговорите за членство со Турција. Резолуцијата нема обврзувачки карактер, но е силен знак до турскиот претседател Реџеп Тајип Ердоган дека неговото автократско владење нема свое место во унијата.